Градоначалникот на општина Шуто Ризари го одложил судењето за физички напад кон својот некогашен соработник кој доби телесни повреди по блиска средба со него. Курто Дудуш, кој е висок функционер на СДСМ, прво побарал вонсудски договор со неговиот некогашен соработник, кога на крајот на април физички и вербално го нападнал, пошто од судот добил одлагање затоа што го менувал адвокатот. Според аудио материјалот што го објави порталот Лидер на почетокот на мај оваа година, Курто Дудуш во присуство на уште четворица други луѓе во просториите на општина Шуто Ризари го тепал и му се заканувал на лицето кое претходно му било личен возач. Каско шејато по Каса кошлю. Каско шеја ко сред центар. Каско шеја. Соски ко шеја, ко сред центар бе теп. Дик бујляш, сугаравеа ту бе. Нели се Анмурш? Ајде Марту. Ко сред центар како шема? Куто на кошлюм ту куто. Сарбена. Ме чавете ме. Бујляш и сираве. Сам на коше. Камера равли. Градоначалникот Курто Дудуш му дал парична надоклада на нападнатиот за да се повлече од тужба, тврдат негови блиски кои велат дека со недели тој добива непристојни понуди од емисари на првиот човек на Шуто Ризари. Судскиот процес против Дудуш ќе продолжи за 10 дена, но пред да почне судењето за повреди и психички трауми на нападнатиот, во мај градоначалникот Курто Дудуш ќе одговара и за друг физички напад во кој жртва е странски државјанин. Во неговата изјава по објавување на скандалозната снимка на порталот Лидер, градоначалникот на Шуто Ризари од редовите на СДСМ признава дека гласот на снимката е негов, дека добро го познава човекот кога го тепа и дека тепаниот на тој ден бил во неговата канцеларија. За сега ниту одбраната, ниту обвинетиот не знаат каков исказ ќе дадат четворицата сведоци на насилниот настан, од кој веќе еден ја напуштил Македонија.